Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција, еден телевизија, го следите Отвореното студио. Денеска е 1 март, петок, а петок е мој термин како уредник и домаќин на овој вечерен отворен појас. Главниот настан кој вечерва се очекува е во околу 20 часот, кога социјалдемократите со нивните коалицијски партнери, заедно и со ДУИ, треба да се определат кој ќе биде нивниот кандидат на престојните председателски избори. Наша екипа се наоѓа на местото на собирот. Во текот и на овој отворен појас имаме директно вклучување, но во овој прв отворен појас мој гостин е Петар Колев, председател на Граѓанско-демократската унија. Добро вечер. Добро вечер на вас и на гледачите на Еден ТВ. Партијата е формирана минатата година во март, значи еве неполна една година откако постои Граѓанско-демократската унија. Она што е интересно дека вие ќе имате прво соочување со гласачите и тоа во Охрид. Зошто партијата се определи само во Охрид да ги испита своите сили визави другите партии? За оваа неполна година мислам дека Граѓанско-демократската унија и тимот што ја предводи партијата и јас како неин председател успеавме да завршиме доста работа, како оној дел од нашиот план кој што го имавме, можеби и малку повеќе од тоа. За наша огромна среќа денеска веќе ГДУ е дел од политичкиот живот на Македонија, препознатлива е во општеството. Оваа година ја поставивме пред себе си амбицијата да реално да ја структурираме партијата на терен. Како е? Успеавте ли? Колку го покривате теренот? Да, започнувајќи со создавањето на локалните клубови во Македонија, веќе во 6 града имаме официјални, поголемите градови ни се првиот таргет, имаме официјални клубови, еден од тие градови каде што имаме наш локален клуб е и Охрид. И имајќи предвид дека нашата партија е релативно млада, сметаме дека за нас како политички субјект, поставувајќи си ја целта на структурирање на партијата, првото место каде што треба да се соочиме со поддршката, директна поддршка од сограѓаните, е точно на еден таков тип на локални избори, или како што се овие делумни локални избори во Охрид со наш кандидат за градоначалник. Решивме дека Очекувате победа во Охрид? Бидејќи, како што реков, тоа е ваше прво соочување со гласачите. Секој пораз ќе деморализира. Ние сме реалисти луѓе, нашиот партиски капацитет од гледна точка на ресурси, можности, не е како на двете огромни партии кои што се во нашиот политички живот, затоа требаше да земеме решение каде ќе ја насочиме нашава енергија. Зошто го избравме Охрид? Бидејќи таму имаме неверојатно силен кандидат. Тоа не се наши тврдења или наши позиции, тоа го покажуваат анкетите кои што беа спроведени на терен во Охрид. Михаил Трендафилов Нанче е човек со авторитет, со достоинство, со чест во градот. Неговите активности и во невладиниот сектор, и во политиката, и во приватниот сектор, во бизнисот го докажале тоа. И на анкетите добро стоите? Па од тоа што на оваа етапа дел од анкетите ќе ги зачуваме, сепак кампањата се уште официјално не е започната, но кога ќе бидат објавени официјалните податоци од анкетите, ве уверувам дека сите ќе бидете изненадени од тоа како стои Михаил Трендафилов Нанче на тие анкети. Согласно неговите активности и начинот по кој што го препознаваат охриѓани, сметам дека Граѓанско-демократската унија има неверојатно силен кандидат за градоначалник на Охрид. Тој е човек кој што има карактер, има позиција, подготвен е да каже не и на некои работи кои што... Да, тој е таков, охриѓани го познаваат. Тие најдобро можат да кажат за него каков е Нанче и сметам дека Граѓанско-демократска унија воопшто не сгреши што го поддржа за свој кандидат на престојните избори. Ќе продолжиме со разговорот, но сега имам знак дека имаме колешката Искра Опеческа, која треба да се наоѓа пред хотелот Хилтон, каде што се очекува собирот на социјалдемократите со нивните коалицијски партнери. Искра, дали ме слушаш? Искра? Да, Јадранка, добро вечер. Добро вечер. Да. Денеска слушнавме различни бројки за тоа колку кандидати се во опција да бидат избрани за кандидат на владеачката коалиција. Координаторот кажа 20 и кусур, потоа премиерот Заев изјави 10, па генералниот секретар го сведе овој број на познатата четворка. Како стојат сега работите? Колку мина се во игра? Така, Јадранка.
Така, денеска се изслушавме најразлични информации, меѓутоа координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митревски соопшти денеска дека општинските организации Нова партија предложиле околу 24 кандидати. Нешто подоцна премиерот пак кажа дека фаворити за кои што ќе се разговара, а веќе се разговара во Социјалдемократскиот сојуз, се 10, за на крај да се сведе се на она што јавноста веќе може подолго време да го слушне, познатата четворка или петка, а тоа се министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за надворешни работи Никола Димитров, подпредседателката на владата Радмила Шекеринска и координаторот на Македонија за НАТО Стево Пендаровски. Меѓутоа, од она што можам барем овде во кулуарите пред да почне состанокот на коалицијата да слушнам дека и името на Имер Селмани исто така се врти и ќе биде разговарано вечерва овде помеѓу коалиционите партнери, но и името на поранешниот амбасадор на Германија на Македонија во Германија, Австрија, Ѓорги Филипов. Од она што барем досега можевме да забележиме од кога пристигнавме овде пред хотелот Хилтон е тоа дека коалиционите партнери на Социјалдемократскиот сојуз веќе доаѓаат. Лидерот на ДУ е веќе тука, на Демократската партија на турците, партијата на Љупчо Ѓоргиевски представници се веќе тука. Се очекува да заврши состанокот на највисокото раководство на Социјалдемократскиот сојуз, пошто се очекува и доаѓањето на премиерот Зоран Заев. Искра, дали ќе биде отворен состанокот за јавноста или се очекуваат потоа изјави и дали вечерва ќе се знае кој е кандидатот, бидејќи според некои шпекулации тоа ќе се дознае дури во недела? Какви се твоите информации? Од она што според агендата, барем што ни испрати од Социјалдемократскиот сојуз, е наведено дека по состанокот во Социјалдемократскиот сојуз е предвидена изјава на премиерот Зоран Заев, што предпоставува дека доколку се договорат дека ќе се оди со еден кандидат или можеби со оваа петорка за која што зборувам, тогаш тоа ќе го каже официјално премиерот Зоран Заев, пошто веројатно ставот ќе биде пренесен овде и кај коалицијските партнери. Се разбира, состанокот ќе биде отворен само колку да направиме инсерти од сред, а потоа ќе се очекуваат изјави од политичките партии и секако од најглавните играчи ДУ и СДСМ. Така е барем според она што е најавено. Само уште ова, во дел од медиумите се шпекулира со името на Стево Пендаровски како конечен избор. Дали имаш дополнителни информации и колку е точно ова? Така, Јадранка, и овде вака помеѓу колегите, но и помеѓу луѓето што можевме барем засега да ги сретнеме, велам пак тоа се само неофицијални информации во неофицијални разговори помеѓу новинарите и политичарите. Името на координаторот на Македонија за НАТО Стево Пендаровски е веројатно најсериозниот кандидат. Зошто е тоа така? Бидејќи пак велам неофицијалните информации говорат дека на сите анкети што биле направени внатре во партиите, Стево Пендаровски добил најмногу гласови или поддршка од анкетираните граѓани, односно е прифатлив како за македонците, како за албанците, а предпоставувам тоа ќе биде кажано и на вечерашниот состанок и од сите други етнички заедници во Македонија, но сепак да сочекаме да ги видиме официјалните информации што ќе кажат. Така, Искра, ти благодарам за сега. Ние ќе те вклучиме повторно во накај 20 часот во Централниот дневник. За сега благодарам. Господине Колев, од локални зборувавме за вашиот настап во Охрид. Пред да се префрлиме на председателските избори, вашиот став, не ги знаете конкурентите во Охрид од другите партии? Се шпекулираат конкурентите, но сепак не е честно јас како председател на политичка партија која веќе зајавила сериозна намера, тоест ќе учествува на изборите, јас да шпекулирам со имињата. Ќе бидеме максимално коректни и ќе ги почекаме и другите партии да ги објават. Најверојатно ќе има уште двајца кандидати, едниот од СДСМ и другиот од ВМРО ДПМН, и други партии по она што јас го имам како информации нема да настапуваат. Се зборува и за еден евентуален независен кандидат и нашиот кандидат Нанчи како кандидат за градоначелник. Каква кампања ќе водите? Ќе се обидеме да водиме максимално позитивна кампања, затоа што сметам дека граѓаните и на Охрид и на Република Македонија се наслушаа на доволно обвинувања и на доволно така непријатни, тешки зборови. Сметам дека е дојдено време кога политичарите, особено ние од помладава генерација, да се обидеме да предложиме нов начин на правење на политика. Цело време зборуваме за тоа дека сакаме да бидеме дел од Европска унија, од семејството на НАТО,
ајде малку да се угледаме и на тоа како нашиве колеги таму ја прават политиката и каква кампања прават тие. Ние ќе се обидеме да заедно со нашиот кандидат до максимален број на граѓани на Охрид да ги представиме нашите видувања. Се разбира, ние нема да го имаме тој комфорт медиумски како останатите партии кои што располагаат со огромни средства, но ние пак имаме желба, волја, имаме доволно енергија и ќе се обидеме до максимум да ги представиме нашите видувања за Охрид. Така, мислите на нашето гласачко тело ќе му биде клучно една европска кампања таа дека ќе допре до нив? Не знам дали ќе допре, бидејќи досега никој не се обидел да го направи. Ние ќе се обидеме да го направиме и јас сум убеден дека нашите сограѓани покрај сите овие случувања околу нас, во последниот период од време доста често патуваат, работат надвор од Република Македонија и виделе како функционираат западниве демократии и сосема оправдано е нивното очекување и ние малку како политичари да се надраснеме себе си и да стигнеме на едно такво ниво. Бидејќи како ќе стигне Република Македонија таму кај што е местото во европското семејство ако ние политичарите продолжиме да се однесуваме по старите балкански традиции. Тогаш нормално е кога практикуваш балкански елементи на правење на политика да си останеш длабоко во Балканот, а не во Европа. Така да ние ќе се обидеме да го направиме тоа нешто, се разбира доколку нашите конкуренти ни дозволат да водиме една таква кампања, ќе бидеме максимално да барате дозвола. Максимално, знаете, понекогаш за да има фер плей и останатите треба да дозволат таков фер плей. Затоа ќе го спомнам оној пример 2005 година кога братот на нашиот кандидат беше кандидат за градоначалник. Од ВМРО Народна партија. Да, тој во втор круг, тој во прв круг го победи кандидатот на ВМРО ДПМН и влезе во втор круг и тогаш социјалдемократите му украдоа победата, измислувајќи приказна дека има бомба во општината, барем тоа се моите информации, се случуваа некакви работи. Ги замолувам колегите од Социјалдемократскиот сојуз овој пат да не го мислат тоа нешто, бидејќи овие избори во Охрид ќе бидат тест за нивниот капацитет на демократија и колку тие се подготвени да дадат шанса на еден коректен и фер политички надпревар. Ако нивниот кандидат е подобар од нашиот и не победи на едни фер избори, секоја чест, но нека дадат можност охријани да кажат кој ќе биде нивниот градоначалник, а не некој од владата или од некое друго место. Така. Зошто не учествувате на претседателските избори? Прво од прагматична гледна точка, бидејќи не може човек кој што и партија која што функционира една година да собере и ресурси, енергија и сили и финансии. Ние не сме учествувале ниту во тендери, ниту во други далавери, ниту од тие 4,5 милиони кои што си ги поделија СДСМ, ДУИ и ВМРО ДПМН нешто не следува. Вие многу добро знаете и гледачите на еден ТВ колку е скапа една таква кампања и не можеме да си го дозволиме. Да, ние размислувавме за 2-3 имиња, не ги криевме, некој од нив излегува и во јавноста, како пример бившиот амбасадор на Македонија во Германија, професор Горан Рафајловски, кој што сметам дека е еден човек достоен за една таква позиција, но во една таква ситуација во која што некој излегува со така наречениот нов модел на правење на политика, тој е консензуален кандидат за претседател, јас ќе ви кажам како го разбирам тоа. За мене тоа е еден апсолутно наместен фудбалски надпревар во кој што мојата омилена брегалница Штип ќе ја победи Барселона со 3-0 службено. Што значи тоа? Целата влада, целата државна машинерија, 4,5 милиони медиуми ќе застанат за некого. 4,5 милиони евра, мислам. Да, милиони евра. Мислам 4,5 милиони евра од буџетот, од нашиве даноци ќе застанат за еден кандидат и сега ние треба да направиме чудо, од чудо. Тоа нема како да се случи и затоа зедовме решение да се концентрираме во Охрид на локалните избори, каде што се надеваме дека кампањата ќе биде малку поевтина и ќе успееме да направиме поефективна кампања. Од друга страна, кога го имате тој момент на како но веќе имате една понуда од ВМРО ДПМН кандидата професорката Гордана Силјановска-Давкова. Еве од СДСМ се вртат тие неколку имиња. А дали како партија ќе заземете став да поддржите еден од овие кандидати? На разговорите кои што ги водиме на управувачкиот комитет има неколку тези по тоа прашање, но мнозинството обединето и најверојатно откако ќе го објават и социјалдемократите и ДУИ, целата владина коалиција својот кандидат, ќе излеземе и со јасен став, но јас си задавам едно клучно прашање. Чуму тогаш ГДУ или кому му е потребно ГДУ, ако ние како сите останати се закачиме како приврзок на некого? Јас не мислам дека политиката е место каде
човек треба да ги тргува своите 10, 15, 20, 50.000 гласови. Политиката е место каде човек треба да влезе со своите идеи. И затоа ние сметаме дека е најпаметно, најлогично и најчестно решение кон нашите поддржувачи, кон нашите членови, кон нашите основачи, да не им кажуваме за тоа за кого да гласаат. Сметам дека нашите сограѓани се доволно интелигентни, доволно информирани во 21 век да можат да земат едно такво решение. И друго, повеќе од јасно е дека ќе имаме проблем со цензусот. И тоа не е мој впечаток, тоа е впечаток на целата македонска јавност. Не ние како КДУ ја донесовме работа до таму. Каде ја гледате причината? Причината е бидејќи првиот круг, зависно од бројката, од разликата во гласови, дали едно од партиите ќе оди на бојкот? Знаете ли, причината е во разочарувањето. Нема никакво значение тоа кој ќе бојкотира и кој нема да бојкотира. Причината е следната. Една од двете поголеми партии ако бојкотира, тоа сигурно ќе доведе се разбира, бидејќи тие го имаат тој инструмент и секогаш го користат за да истргуваат подобри позиции. Ова ми личи малку како на пазарче, зелено пазарче. Јас ќе ти бојкотирам или нема да ти бојкотирам. Политиката е сериозна работа. Каде го гледам јас суштинскиот проблем? Проблемот според мене е во тоа што нашите сограѓани се тотално разочарани од овој начин на правење на политика и од овој политички систем. Тие повеќе од 10 години зборуваат за промена на изборен модел. Повеќе од 10 години во нашето општество интелектуалци, вие, ваши колеги зборуваме дека имаме проблем со избирачкиот список. Се сеќавате на оние изјави од социјалдемокративе кога беа во опозиција, кога ни објаснуваа дека избирачкиот список има илјадници мртви души. Зошто сите тие работи 2 години не се решаваат во оваа земја? Кога сте во опозиција зборувате едно, Крајно време е граѓаните да ни дигнат црвен картон на сите тие, вклучително и ние ако зборуваме пред избори нешто, а после изборите зборуваме друго. Ние треба да се научиме да водиме одговорна кампања и да внимаваме што зборуваме во кампањата, бидејќи после неколку месеци ќе има други избори. И тоа сега ќе ни се случи. Ќе имаме разочарани граѓани кои што нема да сакаат додат на гласање и тогаш ВМРО, ДПМН или СДСМ ќе играат онаа карта и јас ќе ви ги бојкотирам изборите. Можеби треба да се насочиме кон решавањето на тој клучниот проблем. Како да ја вратиме до вербата кај граѓаните и тие да сакаат да учествуваат во изборниот процес. Граѓанско-демократската унија е партија која се декларира дека е десно од центарот. Да. Партија која што соработува со европските конзервативци, реформисти, реформатори. Како го коментирате тоа што ВМРО ДПМН, нели, како десница, ја предлага професорката Гордана Селјановска Давкова, која беше во владата на Бранко Црвенковски. Мојот колега Нено Богдан во Фокус напиша минатата недела, после тоа, уште СДСМ, ако го предложи Никола Димитров, чии родители не беа во ВМРО ДПМН, вика да очекуваме уште дуи да го предложи Јохан Трчуловски за кандидат за председател. И затоа после се бориме за тоа да имаме 40% цензус. Се додека некои интереси... Има ли идеолошка подлога во таму е целиот проблем. Тоа сакав да ви кажам. Зошто се разочарани граѓаните? Разочарани се бидејќи изместена идеологијата. Погледнете, десницата предлага апсолутно лев кандидат кој што е близок до круговите на господинот Црвенковски, нели? Левицата пак размислува за тоа да биде кандидат Никола Димитров кој што има десен бекграунд. Тоа значи дека на овој политички систем му треба рестарт. Овдека се е измешано како еден Windows кој ќе се наполни со многу вируси. Тоа представува политичкиот живот во Македонија и е потребно некој да се обиде. Мислам дека господинот Прибе со неговите препораки ни направи точно тоа, антивирусен систем кој што да го имплементираме во Македонија за да не стигнуваме до овие работи. Се надевам дека после сите овие емоционални периоди, вклучително и овие избори кои што ќе поминат така како што ќе поминат, општеството, политичарите да се насочат кон тоа, вклучително и ние кои што сме надвор од парламентот, да помогнеме да го имплементираме тој антивирусен систем. За нас тоа е приоритет, а не е толку важно дали некој има леви или десни убедувања, бидејќи гледаме дека во нашава политика многу брзо луѓето ги менат своите ставови. Да, ма и кои ќе се доберат до позиции, до власт и моќ, почнуваат други правила да важат. За моја огромна жал тоа е вистина. Но од каде црпевте надеж дека може да го промените овој биполарен свет во Македонија, дејќи сите други партии, а ги има безброј, се привезоци или на СДСМ или на ВМРО ДПМН. Дури оние што во еден изборен циклус ќе успеа по неколку пратеници, сега се во, да речам, сојуз со едните или другите. Не би рекол дека секогаш е тоа така, го имате примерот со Беса, со Алијанса на албанците. Па име Беса се
раздвои на две. Во правостено сепак дел од БЕС останаа лојални на своите идеи, се обидуваат да се борат на политичката сцена со своите видувања, без со целата почит кон тоа што го прават. Се разбира и другото крило на господинот Гаши, тој има такво разбирање и влече такви политички потези, но во македонската блиска и далечна историја има примери на политички пробив и на други партии кои се надвор од ВМРО, ДПМН и СДСМ, и тоа што вие го поставивте е клучното прашање. Зошто тие партии стануваат приврезоци? Според мене затоа што тие луѓе кои што се занимавале со политика во тој период и биле предводници, влегле во политиката заради нешто друго. Ние кога разговаравме за тоа да ја направиме граѓанско-демократската унија, да создадеме, размислувавме во насока да се обидеме да предизвикаме некаков процес на создавање на алтернатива, да се обидеме со нашиот труд и со работа, да им покажеме на граѓаните дека сме способни да останеме на своите позиции тврди по клучните прашања во општеството. Се разбира, тоа ни го отежнува патот до парламентот, се разбира, тоа ќе ни го отежни патот до локалната власт. Но кој е мотивот на членството кога 29 години во Македонија членството на партиите трча по Нашата политичка филозофија како конзервативци, прогресивни конзервативци, веруваме во мала држава, во мала администрација и ефикасен приватен сектор. Сакате да кажете дека вашите членови не очекуваат утре вработувања, функции, членство во управни одбори, тендери. Најверојатно внатре во себе си носи некаква таква надеж. Бидејќи тоа стана нормално, без малку 3 децении. Ја не би рекол дека е нормално. Па не е, но почнуваат, израснаа генерации кои, нели, ако вие тоа го живеете со години така, тоа станува нормално за многумина. Ако ние како општество тежнееме да живееме како французите, германците, холанѓаните и навистина сакаме да имаме такво здравство, образование, таков приватен сектор, таква администрација, тогаш е крајно време да сватиме дека треба да ги почитуваме нивните правила на игра, тоест германските правила на игра. Јас не можам да сватам кој во ово општество си мисли, ќе ви дадам пример со спортот како бивш спортист. Кој си мисли дека ние како држава ќе одиме по кафеани, ќе пиеме, ќе лумпуваме, ќе живееме неспортски живот и ќе се појавиме на надпревар со Англија во фудбал и ќе ги победиме 5-0. Тоа е невозможно. Мораме да се дисциплинираме и мораме во општеството, барем политичарите, тие кои што имаме некаква идеја. Тие најчесто не се големи политички партии, тие се помали идеолошки такви центри политички партии, да се обидеме на општеството да му испратиме понекогаш и непријатни пораки за слушање. Во една држава во која што секој еден млад човек мечтае да стане администратор, тоест да работи на државно. Секој еден млад човек мечтае за тоа како да се добере до така наречените фондови, иновацијски тендери и така натаму, такво општество нема како да има убава иднина. Може би треба да го земеме примерот на германците, да се образоваме добро, да се подготвиме, да ги подготвиме идните генерации и да ја дадеме можност. Но секое село без малку отворени квалитетот на образование. Не би рекол дека во Германија во секое село има универзитет. Не во Германија, овде зборувам. Минатава деценија се отвори секаде, добивме квантитет, изгубивме на квалитет. Тогаш нема како да имаме германско образование. Ако тоа било модел кој што работи, германците исто така ќе направеле во секое село и во секој град универзитет. Дајте да се обидеме, да не манипулираме. Знаете, непријатно е кога човек зборува вакви работи. Најчесто губи политички поени, но некој треба да го каже. Да, ние треба да се дисциплинираме како општество. Ние треба да сватиме дека политиката е место кое што ти дава шанса да направиш нешто за општеството и да останеш во историјата. Ако сакаш да бидеш богат, го имаш приватниот сектор. Работи, печели, плаќај даноци, стани милионер. Договорот од Преспа помина, ние веќе процесот за во нашето интегрирање во НАТО е во тек, се ратификува договорот. Дали очекувате дека до јуни Македонија ќе испорача реформите за и од Европската унија да добие пас понатаму за датум за преговори? Јас претходната недела бев на самит на Алијансата на европските конзервативци и реформатори во Рим. Таму имаше над 50-60 европартеници од различни европски држави, скоро од сите. Имав можност да разговарам и со нивното раководство и со тоа е нашето политичко семејство со кое што соработуваме. Да ви кажам искрено, ми беа поставени многу непријатни прашања. Јас се обидов и испраќам јавен апел и до другите колеги кои излегуваат надвор од Македонија, се обидат да ги заштитат позицијата
позициите на Република Македонија, а не да ги напаѓаат своите политички опоненти тука во државата. Тоа си е наш домашен проблем и ние ќе си го решаваме тука. Та сакав да ви кажам дека ми беа поставени непријатни прашања за инцидентот во Шутка, за што се случува со препораките на Прибе, докаде сме со правосудскиот систем и реформата во него и така натаму и така натаму. Малку е тешко човек да најде логичен аргумент на сето тоа, но кампањата за председателски избори е добар аргумент. А нивната позиција е дека и тоа што го слушнав и од контактите со други мои пријатели кои што работат во европски институции е дека тој оптимизам за добивање на датум за преговори е доста намален, особено во нашите партнери од Западна Европа. Нема да се изненадам, се сеќавате на оној non-paper кој што го получивме од Франција, Холандија и некои други држави, нема да се изненадам ако се појави точно после председателските избори нов таков non-paper кој што потоа да стане и официјална позиција на европските дали институции. заради начинот на целиот избирачки процес, бидејќи тоа се мониторира, или ова што се случи, што го спомнавте, инцидентот во затворот, реформите во судството? Мислам дека социјалдемократите како најголемата партија и премиерот Заев и владата нема да си дозволат да направат сериозен гаф по време на изборите, но кога зборуваме за непотизмот, кога зборуваме за правосудниот систем, кога зборуваме за оној бројчаникот кој што само вртат оние бројчаникот на избеганите од правосудството кои што избегале, и на оние што плаќаат казни од царена револуција прекршачни. Ако во државата луѓето кои што фрлиле неколку балони со боја се најголемиве криминалци, тогаш навистина многу напред отишла Република Македонија. Но мислам дека има далеку поклучни прашања од тоа со што да се занимава државата. Така да мислам дека проблемот ќе дојде точно там. Таму кај што господинот Прибени ги покаже проблемите, ако не ги имплементираме ќе имаме проблем. Господин Колев, ја ви благодарам што бевте гостин во овој дел од отвореното студио, па ќе имаме повод и причина и понатаму да особено да анализираме како ќе поминат изборите во Охрид. Ви благодарам за поканата. Ние за сега правиме мала пауза, па се гледаме по неколку минути во Централниот дневник.